Здраво, значи јас сум Вангелина Пармачка од село Будинарци, Беровско. Со сточарство се занимавам уште од детски години, затоа што моите родители беа земјоделци сточари. Буквално со овците сум порасната. Почнавме со мал број на овци, околу 20-тина. Постепено, од година на година, бројот го зголемувавме, за сега, после 21 година, да бројот биде околу 500 и некое грло овци. Да се дувам, тихалите се. Деде! Значи, работниот ден на една жена земјоделка е многу напорен и тешок. Таа прво мора да биде домаќинка, мајка, мора да ја работи работата и во шталата и во куќата. Јас станувам во 5 сабајле, значи се спремам, го пиеме кафето со сопругот, излегуваме во штала да работиме, го носиме млекото дома, јас почнувам со правењето на сирењето, тој ги храни или ги спрема овците за испаша. Тешко е што нема работна рака, па некогаш мораме и ние и дома се да подготвиме и да идеме на терен да ги пасеме овците, затоа што ги пасеме органски, рурално, номадско ги одгледуваме и тоа ни носи голем терет. Тешка е работата. Тука нашата работа иска 10 жени, а не ние 3 сме. Внуката, јас викам, сине учи тешок е многу живото тука. Многу е тешок. Животот на баба ми на селото е бил многу тежок. Мислам, не само на баба ми, на сите жени, бидејќи имале многу работа, не е како сега. Претходно немало машини за работа во земјоделството, се работеле рачно. Пример, животот во село треба да им се возможи на луѓето, да им се подобрат образованието, да има градинка, да има училиште, каде што ќе може да се образуваат децата кои што се во село. Потоа инфраструктурата се подобри. А што да готвим денеска, што да направиме? Што си направите ви и јас тоа ќе. Како девојче немавме стока ние. Само 2 крави имавме, посеко се оможив. Чувааше оние, ама по 30-40 овци. Пред 10 години почнаваме со повеќе овци да чуваме. Сега имаме околу 170 овци. Сирење, правење, да измиеш, да заметеш, да опереш. Со деца, со свекор, со свекрва, со сите. Немаме милување, немаме годишен одмор, ништо не следува нас. Само работа. Првото кафе, он доваѓа пред мене, они си пијат со свекор, после ја доваѓам. Ако дое некој пијам, ако не, кога ќе дое некој, тога и пијам. Не знам од кога не сум скочила. Порано на свадби барам се одеше, а сега нема ни свадби, ни ништо.
Јас сум Тања Штергјовска, од село Мустафино, Свети Николе. Се занимаваме стрикно само со овчарство, со овци. Имаме околу 86 овци. Желба ми е и срекна сум што си чувам овци. Јас кога дојдов ептен ама немаштија, голема немаштија кога дојдов тук. Ама голем елан имав дека ќе успеам у животот. Највише ми тежите тоа што работа има многу, а малку е платена. Ете, погледнете, волната. 2 години не се земале. Ете, те таму ја складираме и ќе ја запалиме. Целе, гуци. Ша. Разговараме се со него ние. Долгогодишната моја работа во земјоделието, целиот свој живот кој што се занимавам со земјоделие и живеам на село, екзистирам од земјоделство. Самото членство во организацијата кој што долго години се проявува, придонесе да пред 3 години застанам на чело на најголемото земјоделско здружение во Македонија, Националната федерација на фармери. Тоа е организација која што обединува преку 3000 земјоделци од сите сектори во Македонија, кој што лобира, ги застапува пред институциите и се залага за решавање на нивните проблеми. Ние како организација, во самиот склоп на организацијата имаме мрежа на жени фармери, кој што е посебно тело, кој што си има сопствен координатор на тие жени фармери и во кој што ние како организација со поддршка на VFX се залагаме за рамноправност на овие жени од рурални средини, а секако и за социоекономско јакнење и изборување за своите права. Јас сум член во Националната федерација на фармери од 2015 година, мрежата веќе тогаш постоеше. Од 2017 станав национален координатор на мрежата на жени фармери и член на управниот одбор. Такви фокус групи се организирани уште на 6 други места во Македонија. И покрај фокус групите, жените во Националната федерација на фармери работат и во студиски кружоци. Ние сме околу 10 жени. Сукаме за да се валоризира трудот на жената. Имаме жени што не поседуваат имот на нивно име и никако да дојдат до денар. As a global development organization working in the field of rural development, we, as WeEffect, know that the most effective way to achieve sustainable rural development is to empower women. When women and girls are put at the center of development, positive ripple effects are created across their families, communities and societies. Therefore, as part of our efforts to foster sustainable rural development, we support partner organizations such as NFF in North Macedonia to address the challenges that rural women face in accessing and controlling assets, lands, resources and services. Our joint aim is shifting the power imbalances that exclude rural women from socio-economic opportunities, especially in terms of land ownership and access to financial resources. Rural women have to have the opportunity to control their own future and to have a voice and decision-making power in their community. Their rights need to be guaranteed and protected. National Federation of Farmers, please. Thank you, Madam Chair. The women in rural areas are invisible, marginalized, and left to fight for survival on their own. That's how women in rural areas look like, forgotten by their own state. We request from our government to establish a set of economical measures to increase the opportunity for employment of women in rural areas, measures that will recognize the unpaid labor of women for family care and work on agriculture field. And solution also, it is very important for rural women who do not meet the conditions to have right to a pension.
Ние сме единствени како организација која што поднесе извештај до Комитетот за елиминација на сите форми за дискриминација во Женева, токму со подршка на VEFECT, каде што овој комитет, да појаснам, е комитет кој што го следи и го мониторира имплементирањето на Конвенцијата за елиминирање на сите форми на дискриминација врз жените, и токму со подпишаната декларација за подобрување на економскиот и социјалниот статус на жените од руралните средини, декларација која што е подпишана и со Министерството за земјоделство и Министерството за труд и социјална политика, се отвори едно ново поглавје во државата, каде што приоритет се ставија и женските прашања, женските права во руралните средини. Посебно проектот, институционалната подршка на НФФ, посебен акцент има ставено токму кон јакнење и слушање на гласот на жените од руралните средини пред институциите, пред целосното општество и нормално внатре во самата организација. Жените се невидливи потпори во руралните средини, но за жал, ние се соочуваме со голем број на предизвици и проблеми. Ние и понатаму сме невидливи за институциите и локалните власти. Како организација што имаме придонесено за жените за изборување на правата на жените од рурални средини? Мерката 115, фамозната мерка која што беше во програмата за Националната програма за рурален развој, имаше огромни дискриминаторни критериуми кои што ја засега самата жена. Ние како организација побаравме заедно со Министерството за труд и социјална политика да се отстранат овие дискриминаторни критериуми и за наша среќа минатата година во мај на влада беа отстранети овие дискриминаторни критериуми. При анализата на мерката увидовме дека е дискриминирачка и дека ги става во неповолна положба одредена група на жени кои што живеат во руралните средини. Заеднички со Националната федерација на фармери, Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство, Министерството за труд и од меѓународната организација UN Women, канцеларијата во Скопје, беше формирана работна група, едно тело за родова еднаквост и за јакнување на жените од руралните средини. На иницијатива на ова работно тело беше променета мерката 115, која се однесува на финансирање на жените од руралните средини. Ако ви кажам фактот дека 67% од руралните жени вршат неплатена, значи не се наоѓаат на пазарот на трудот, а 47% од нив вршат неплатена семејна работа, тоа е податоци кои што фрапираат. Ако ви кажам дека 5% само од руралните жени имаат сопствен имот, тоа се фрапирачки податоци, бидејќи жената е така покорена на тие традиционални непишани правила во кои што самата верува дека имотот треба да припадне на машките деца и дека таа не треба да бара од своите семејства наследство, и сето тоа економски ја слабее. Сето тоа е жално што жената тоа го прифаќа како нормално, а со закон е дозволено да си побара. Во моментот Министерството за труд и социјална политика работи на новата стратегија за родова еднаквост, во која што ќе има една посебна стратешка област наменета токму на подобрување на животот и условите на жените од руралните средини. Оваа стратешка област ќе работиме заедно во непосредна координација, комуникација со Националната федерација на фармери, преку која сакаме да допреме до сите жени од руралните средини, да го слушнеме и нивниот глас, да ги слушнеме нивните приоритети, потреби, кои се нивните предизвици, да преку конкретни мерки овие проблеми ги преточиме во решенија. Како ја гледам визијата за руралната жена? Значи, ќе бидам нескромна. Јас може премногу визионерски размислувам, но една рурална жена во иднина сакам да ја видам како жена која што е предприемач, која што својата работа ја претворила во бизнис и во која што има предприемачки дух, во која што ќе биде надоградена образовно, ќе биде надоградена социоекономски и ќе има самодоверба во себе и
кога ќе отиде на работа, нема да се грижи каде ќе ги остави децата и кој ќе се грижи за нив, туку ќе знае дека ќе бидат во градинка згрижени. Кога ќе ги продава своите земјоделски производи, нема да се грижи дека ќе бидат пониски од производните, од купните цени, туку ќе бидат по цени кои што се заслужени. Таква жена сакам да видам во иднина. Од кога почнавме да се собираме во Федерација Ден на рурална жена, за мене овој ден е многу позначаен и тука се среќаваме директно со жени земјоделки, каде што си ги споделуваме нашите проблеми, нашите пофалби, едноставно си раскажуваме за нашиот живот и овој ден ми е за мене стварно посебен.